Интервјуто со Килие во Шоубиз. А сега одиме со она што се случуваше во Вашингтон. Обаманијата не стивнува од денеска. Тој е на најмоќната функција во светот, претседател на Соединетите Американски држави. Што правеше денеска Обама? Кои се неговите први наредби во Вашингтон? Е Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик. Ведран, дали се слушаме? Да, Борин. Ведран, кои се значи првите одлуки кои Барак Обама ги презема и ги донесе денеска како претседател на Соединетите Американски држави? Борин, американскиот претседател Барак Обама го минува првиот ден на функцијата, бавејќи се со некои од најтешките прашања со кои се соочува земјата. Финансиската криза и војните во Ирак и во Афганистан, сакал или не сакал. Но денот најпрвен го започна со молитва, како и другите претседатели пред него, на миса во Националната катедрала во Вашингтон. Обама денес ќе се сретне со советниците околу економската криза. Тој предлага план за стимулирање на економијата во висина од 800 милиарди долари, насочен кон отворање на нови работни места. Од економија потоа ќе преде на воениот американски ангажман, ќе разговара со првите армиски лица за војните во Ирак и во Афганистан. Обама во предизборната кампања вети дека ќе ги повлече војниците од Ирак за 16 месеци, а планира и да го реализира планот на досегашниот претседател Џорџ Буш за речиси двојно зголемување на војното присуство во Афганистан. Новиот жител на Белата куќа наводно подготвува и активна блискоисточна политика. Според медиумските извештаи, поранешниот сенатор Џорџ Мичел ќе биде новиот американски пратеник за овој проблематичен дел од светот. Борјан? Ведран, едно од неговите одлуки е во врска со Гвантенамо. Што одлучи во врска со ова? Американски воен судија денес го прекина судењето на канаѓанецот и осомничен со тероризам Омар Кадар, кој се наоѓа во притвор во американската база Гвантанамо на Куба. Ова се случи откако за само неколку часа по стапувањето на функцијата, Обама во координирана постапка со секретарот за одбрана Роберт Гейтс побара судењата во Гвантанамо да прекинат во рок од 120 дена, со цел новата влада да ги разгледа поединечните случаи. Кадар инако е обвинет за убиство на американски војник со граната во Афганистан во 2002. Во текот на денот се очекуваат нови наредби од Белата куќа, што најверојатно се врзани за вкупно 21 случаја во тек, меѓу кои оние на петмината обвинети за заговор во терористичките напади на 11 септември 2001. Борјан? Ведран, што станува со потврдувањето на членовите на кабинетот? Сенатот продолжува со потврдувањето на членови на новиот владен кабинет. Откако мина на распитни Сенатската комисија за номинацијата на Хилари Клинтон, денес треба да се изјасни целиот состав на Сенатот, најверојатно ќе гласа за неа. На потврдување чекаат и неколку други членови на кабинетот на Обама, меѓу нив и предложениот секретар за трговија Тимоти Гајтнер, кој денес ќе биде на распит во Сенат. Борјан? Ведран, ти благодарам за ова вклучување во Студио 2. Сега за реакциите во светот од вчерашниот инаугуративен говор на Барак Обама. Прегледот го подготви Ивор Мицковски.